Граѓаните на Скопје добија уште една проширена сообраќајна артерија во централното градско подрачје. Булеварот Свети Климент Охридски, кој целосно е реконструиран на потегот од крстосницата со партизански одреди до улицата Димитрije Туцовиќ, денеска беше пуштен во употреба. На официјалното пуштање присуствуваа премиерот Никола Груевски и градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски. Булеварот Свети Климент Охридски, кој во минатото постојано го отежнуваше сообраќајот во центарот на градот, денес, после реконструкцијата во две фази, е веќе широк и проточен булевар. Булевар кој нуди функционалност и побрз проток на возила, булевар кој му дава нова свежина и нова убавина на градот Скопје. Според премиерот, Скопје веќе не е истиот град како што беше пред 3 или 4 години. Веќе неколку години поред, Скопје е едно големо градилиште. Се гради во центар, се гради во Карпуш, се гради во Ѓорче Петров, во аеродром, во Кисела вода, во Бутел, во Сарај, во Чаир, се гради насекаде низ село Скопје. Таквото темпо е забележително во секој дел од градот. Се градат и прошируваат улици и булевари. Се градат кружни текови, раскрсници и мостови. Се градат нови згради, катни гаражи. Се реконструираат фасади. Се поставува осветлување и зеленило. Се градат водоводи и канализации. Се работи со полна пара и паралелно на сите проекти, токму онака како што беше во овие 4 години. Чекор по чекор се решаваат голем дел од проблемите на граѓаните. Наталожени со години и се чини Скопје. Скопје конечно го има градскиот татко кој со мудрост и со трпение, со волја и со многу труд, парче по парче, дел по дел, успешно го составува мозаикот на ефикасен, функционален и модерен град Скопје. Груевски истакна дека владата и понатаму ќе остане партнер и поддржувач на секој добар проект, на секоја општина, на секој градоначалник кој сака да сработи нешто повеќе за своите граѓани и додаде дека градоначалникот Трајановски има точен и прецизен план за изградба на Скопје во наредните неколку години. Булеварот Свети Климент Охридски е проширен со по една лента од двете страни, со што се добија 6 коловозни ленти. Трајановски потенцираше дека вториот дел од реконструкцијата и проширувањето на овој булевар е завршен 1 месец пред предвидениот рок. Како што ветивме на граѓаните на градот Скопје, за само 3 месеци успешно е завршен овој проект и со тоа градот Скопје доби еден нов модерен булевар, тоест булевар кој што е проширен и реконструиран. Градежните работи ги изведуваше Гранита, а град Скопје за овој проект инвестираше околу 30 милиони денари од својот буџет.